Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што ќе слушаат емисијата се разбира глас на вистината. Уште една вечер по милост Божија се разбира и по благодат Божија кој ни е дадена преку самиот Творител Господ Бог. Уште еднаш сакам да ве поздравам сите оние кои што оваа вечер ќе не слушате и ви посакувам на вистина Божи благослови. Ова вечер заедно ќе можеме да видиме, се разбира, и да го отвориме заедно Словото Божјо и да ги утврдиме заедно, се разбира, основните вистини кои ни ги дава Светото Писмо. Во оваа вечер ќе зборуваме за две главни основни вистини. Значи, оваа вечер ќе зборуваме за две основни вистини или пак прашања. Се разбира, прво, број 1, Бог како врховен создател. И второ, неговите откровенија. Повторувам, ќе зборуваме оваа вечер за две основни вистини или прашања кои што можеби многу често пати си ги поставуваме како прашања, а и ни ги поставуваат како прашања, а немаме ни одговор. Но верувам дека оваа вечер, како што и минатите вечери зборував, дека Библијата е најсоодветната книга која што може да даде одговори на сите наши, се разбира, прашања. Како што реков, Бог како врховен создател и второ, неговите откровенија. Живееме во една прекрасна планета, обкружена уште почудесна вселена, на која што нашата земја е само малечок дел. Сијајното сонце, блескавите звезди, птиците, животните, цвеќината и други илјада работи во природата се чудно што не воскресуваат, се разбира. Значи, природата е таа која што е чудна и која што често пати кога ги гледаме работите, кога ги слушаме, се разбира дека не воскресуваат. Ќе одиме со следните неколку прашања оваа вечер и се надевам, ако времето ни дозволи, ќе дадеме одговор на сите овие прашања со Божја помош и со инспирација, се разбира, на Светиот Дух. Прво, од каде потекнуваат сите овие нешта? Второ, дали тие се појавиле како резултат на некаков слеп случај или некој ги создал и ги поставил, се разбира, на нивното место? Трето, клучно и важно, од каде потекнува човекот? Всушност, ова е прашање кој не засега исто нас, од каде ние потекнуваме? Четврто, зошто тој живее и каде заминува, се разбира, по смртта, се мисли на човекот. Зошто тој живее и каде заминува по смртта? Од каде сум? Зошто сум на овој свет? И каде ќе одам после смртта? Всушност, ова е нашиот целовкупен живот. Значи, составен од три прашања. Од каде сум? Зошто сум на овој свет? И каде после смртта ќе одам? Тоа се прашања, се разбира, кои сите нас не засегаат и сите нас не интересира. Едноставно, задоволен одговор или задоволителен одговор на поставените прашања е следниот. Постои само еден повисок ум кој создал се и од кој зависат сите нешта, или всушност од кој сите ние и зависиме. Едноставно, Библијата ни открива дека ние сите заедно зависиме само од Господ Бог. И тоа ни го открива и самото Слово Божјо. Единствено тоа може да ни ја покаже целта и вистинската смисла, се разбира, на животот на оваа земја. Во некоја од наредните емисии ќе зборуваме точно за смислата на животот. Најчесто пати поставено прашање која е смислата на животот. Точно, ако дадеме одговор на овие три клучни прашања, од каде сум, зошто сум на овој свет и каде после смртта, се разбира дека ќе добиеме еден целосен и комплетен одговор за смислата на животот. Бог не само што постои, туку им се открива на своите созданија, се разбира на човекот и му укажува помош.
На човекот активно и постојано Бог му се открива и му создава или му помага во сите негови потреби и грижи. Во Новиот Завет ни е запишено: дајте ги сите ваши проблеми и грижи и Бог ќе се грижи за вас. Ние имаме неколку клучни библиски модели или примери. Всушност, Библијата е полна со вакви примери како Бог на еден перфектен и совршен начин се грижи за своите созданија или за својот народ. Затоа реков, не само што Бог нам ни се открива како создател на овој свет и на се што е видливо и невидливо, туку тој е тука постојано и тој е еден од нас да ни укаже и да ни помогне во сите наши потреби и грижи кои што ние ги имаме. Во Библијата го наоѓаме Создателот, се разбира, и неговите созданија. Значи, во Библијата го наоѓаме Создателот и неговите созданија. Кога зборувам за Создателот, мислам на Бог, оној кој ги создаде небото и земјата. Всушност, тоа е прво и основно, дека Бог ги создаде небото и земјата. Читаме во првата книга на Мојсе, во Генезата, се разбира, или во Постанокот, читаме првата глава, првиот и вториот стих. Еве што ни е напишено во Словото Божјо. Во почетокот Бог ги создаде земјата и небото. Земјата беше неоформена и пуста, имаше темнина над бездната и Божјиот дух лебдееше над водата. Ако читаме веќе од наредниот стих, од 3-тиот стих, па се до 25-тиот стих, ќе видиме како Бог ги создаде небото и земјата и се што е на нив. Значи, од 3-тиот стих, од првата книга на Мојсе, создание, или на еврејски наречена Берешит, во почетокот, читаме од првата глава, од 3-тиот до 25-тиот стих, и таму ни е откриено како Бог го создава небото и земјата. Јас само ќе го прочитам еве 3-тиот стих, а понатаму вие, почитувани слушатели, можете, се разбира, да проверите дома во своите Библии. Ако немате Библии, слободно можете да ми се јавите и можеме да се договориме и да ви дадеме Библии, се разбира, да читате. Еве што вели во 3-тиот стих. И Бог рече, нека биде светлина и настана светлина. Значи, Бог рече, и понатаму читаме во Словото Господово како Бог ги креира сите овие нешта. Ги креира со неговиот збор Божи. Затоа убаво е дома да седнете и да проверите во вашите Библии. Второ, рековме, прво и основно, Бог го создава небото и земјата. Затоа вели, во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Второ, Бог го создава човекот. Значи, второ, Бог покрај небото и земјата го создава човекот. Ке отвориме точно во првата книга на Мојсе, Создание, првата глава, ке читаме од 26 до 28. Потоа рече Бог, да создадеме човек според нашиот образ, според нашето подобие, како што сме ние, кој ќе биде господар над морските риби, над небесните птици и над добитокот, над целата земја и над сите гадинги што владат по земјата. И Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божи, ги создаде женско и машко. Ги создаде. И ги благослови Бог и им рече, плодете се и множете се, наполнете ја земјата и господарете над неа. Овладеете ги морските риби и небесните птици и сите животни што лазаат по земјата. Значи, читаме дека во почетокот Бог рече, ајде да создадеме човек според нашата слика. Веќе 27 стих пишува дека Бог ги создаде се разбира по неговата слика, по неговиот образ, машки и женски. Потоа, во таа иста глава,
првата глава, 31 стих ни вели вака. И Бог виде дека сето оно што го создаде е многу добро. И настапи вечер, настапи утро, 6-ти ден. Што значи? Дека за 5 дена Бог го креирал светот, всушност небото и земјата и се што е на нив. А на 6-тиот ден Бог го создава човекот. Потоа, отвораме во втората глава од оваа иста книга и читаме од 1 до 4. Така се довршија небото и земјата и сето нивно воинство. Седмиот ден Бог ги заврши делата своји што ги направи и си отпочина во седмиот ден од сите дела своји што ги создаде. И Бог го благослови седмиот ден и го освети, зашто во тој ден си отпочина од сите дела своји што ги направи и создаде. Ете така настанаа небото и земјата во онаа време, кога Господ Бог го создаде земјата и небото. Библијата по овие прашања се разбира е многу јасна и гласна. Значи, целовкупно Библијата ги создаде небото и земјата и човекот за 6 дена, а на 7-миот ден Бог се прославува, се разбира, од своите творенија. Кога зборуваме за човекот, кога ќе видиме дека на 6-тиот ден е создаден, всушност Бог ја создава круната на своето создание, затоа што човекот е круна на Божите созданија. А веќе на 7-миот ден, како што кажав, тој се прославува од сите негови созданија. Тоа е прво и основно за кој што ние читаме во Светото Писмо, за кој што нам ни е откриено за Бог и се разбира за неговите созданија. Значи, Бог не е создание, туку тој е оној кој создава. И затоа реков во првата глава, првиот стих ни е запишено: во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Тоа е многу важно и многу клучно за сите нас. Трето, каде е создаден човекот? Или всушност, како е создаден човекот? Библијата ни дава одговор и на ова прашање, кој што се разбира не засега сите нас. Во втората глава од првата книга на Мојсей, 7-миот стих, Библијата многу јасно и гласно ни зборува. Значи, прва книга на Мојсей, втората глава, 7-миот стих. Вели вака: И Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му дувна во лицето дух животен и човекот стана жива душа. Значи, повторувам. Прва книга на Мојсей, втората глава, 7-миот стих. И Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му дувна во лицето дух животен и човекот станува жива душа. Кога зборува Бог дека му дувна во лицето, се мисли дека Бог му дувна во ноздрите и човекот станува, се разбира, жива душа. Прво, овој стих ни открива дека човекот е создаден или е земен од земја или од прав. Бог го креира од земја или од прав. Потоа Бог од неговиот дух му дувнува на човекот дух животен, затоа што самиот Бог е живот и човекот по автоматизам станува жива душа. Што друго откриваме? Дека човекот е создаден од 3 елементи: тело, дух и душа. Повторувам. Човекот е создаден од 3 елементи: тело, дух и душа. Но сепак имаме еден комплетен, се разбира, човек. Еве ќе отвориме во книгата на Јов, 34 глава, ќе го читаме 14-тиот и 15-тиот стих. Значи, книга на Јов, тоа е всушност една старозаветна книга,
која се наоѓа во Стариот Завет, како што и минатата емисија зборував, дека Библијата е составена од два дела, прв и втор, тоа е Стариот Завет и Новиот Завет. И ќе читаме од книгата на Јов, и оваа книга се разбира се наоѓа во Стариот Завет. И се мисли дека една е од најстарите книги кои се запишани. Значи 34 глава, 14 и 15. Ако тој го свртеше лицето свое кон себе и ги земеше при себе незиниот дух и незините дишења, за миг ќе загинеше секоја плод и човекот ќе се вратеше во прав или во земја. Потоа, псалмистот Давид, или ќе отвориме во Псалам 104, значи Псалам 104, ајде да отвориме заедно во Псалам 104 и ќе читаме, се разбира, од 20 па до 30. Пред нас има 10 стиха. Се спушти темнина и не станува ноќ, тогаш ка излегуваат сите горски зверови. Лавовите рикаат за плен и бараат од Бога храна за себе. Изгрева сонцето, а тие се собираат и легнуваат во своите легла. Човекот излегува по својата работа и работи до вечер. Колку се многобројни делата Твои, Господи! Се си направил мудро, земјата е полна со Твоите созданија. Ете го морето, големо и пространо. Таму се движаат безброј лазачи, мали и големи животни. Таму пловаат корабите, таму е левитиот, што си го создал да игра во него. Сите од Тебе чекаат да им дадеш храна на време. Им даваш, примаат, ја отвораш раката своја, се наситуваат со блага, го одврати лицето свое, се збунуваат, им го одземаш ли духот нивнин, умираат во земјата своја и се враќаат. Го праќаш ли духот свој, се создаваат, ти ги обновуваш, го обновуваш лицето, се разбира, на земјата. Повторно гледаме Давид, кој бил инспириран од Светиот Дух, кој ги напишал овие псалми, зборува како Бог го создаде човекот и го создаде, се разбира, свето. Во книгата на Проповедникот, ќе отвориме 3 глава, значи книга на Проповедник, и ова е една старозаветна книга, книга на Проповедникот, 3 глава, 20 стих вика: сите одат на едно исто место. Од прав потекнуваат и во прав се враќаат. Значи, сите одат на исто место. Сите од прав потекнуваат и во прав се враќаат. Затоа Господ му вели на Адам: од земја си земен или створен и во земја, се разбира, ќе се вратиш. Во 12 глава од ова иста старозаветна книга, книгата на Проповедникот, 12 глава, 7 стих, вели вака: и да се врати телото во правот, од кој што е земен, а духот оди, се разбира, при Бога, од кој што и потекнува. Значи, духот оди при Бога, од кој што потекнува, а телото се враќа во земја, зашто е од, се разбира, од земја. Потоа, читаме во Прво Коринтјаните, тоа е првото писмо на Коринтјаните, се разбира, кој е писател апостолот Павле. Го читаме следното. 15 глава, Прво Коринтјаните, 15 глава, читаме од 45 па се до 49. Па така е напишено: првиот човек Адам стана жива душа, а последниот Адам животворен дух. Но не е прво духовното, туку душевното, а потоа духовното. Првиот човек е од земја, земен. Вториот човек е Господ од небото.
Каков е земниот, такви се и земните. Каков е небесниот, такви си небесните. Како што го носиме ликот на земниот, така ќе го носиме образот на небесниот. Значи, Библијата многу јасно и гласно ни зборува за овие нешта. Ако даде Господ, се разбира, ќе продолжиме наредната емисија со Божја помош и ќе зборуваме понатаму за Бог му создава на човекот дом за живење, се разбира, а тоа е Едемската градина или рајот. Така да, оваа вечер ви посакувам Божи благослов, пријатна вечер и имајте една убава и благословена вечер и повторно, се разбира, се слушаме со емисијата Глас на вистината. Пријатна вечер и Господ нека биде со сите вас. Амин.